Владата се уште не договори увоз на струја ниту од Бугарија, ниту од Турција. Часовникот отчукува, а од ден на ден исходот од преговорите е се подалечен. Министрите во последниве 2 недели има обиколка, односно роуд-шоу во потрага по ефтини енергенси и струја, но засега само со делумен успех. И бугарите, а сега и турците нудат цени над 300 евра за мегават час струја, што е пониска од пазарната, но многу повисока од онаа што ја бара бизнисот од 150 до максимум 200 евра. Ваквата понуда допред некој ден за владата беше неприфатлива, а сега наеднаш откако стана известно дека задоцни со подготовките за престојната зима, вице-премиерот Битики уверува дека секоја понуда која вклучува цени пониски од оние на берза е добра понуда. Кога ќе кажеме ефтино, треба да знаеме што е ефтино. Се што е под берзанската цена може да се третира како ефтино. Ние имаме ситуации кога и цените одат до 1000 евра по мегават. Ако се понуди цена од 300 евра, тоа е навистина ефтино затоа што е помалце од 1/3 на цената на електрична енергија. Знам дека капацитетот на стопанството понекогаш не е толку спремен за да го плати, но затоа влегуваме за да им обезбедиме и ова се времење на преживување. Затоа со нив сме во секојдневен контакт со повеќето од представниците на членките, да ги кажеме, или компаниите кои што се на слободен пазар и велам, следната недела мислам дека ќе имаме јасна слика што е тоа што ќе го понудиме. Битики упорно уверува и дека скопјани ќе имаат парно навреме. Сепак државната ЕСМ се уште не доби лиценца за производство на топлинска енергија, бидејќи никако не може да се договори со сопственикот на топланите Адора, бидејќи инсистира на закуп, а Адора сака целосна продажба во висина од над 9 милиони евра. Во случај ако двете страни не се договорат, БЕК е обврзан да ги грее граѓаните до преземањето од страна на државата. Грејната сезона почнува на 15 октомври, но доколку временските услови се заострени како моменталните, таа може да стартува и на 1 октомври. Надлежните упорно тврдат дека проблеми ќе немало, газ ќе се обезбедел навреме, а радиаторите ќе биле топли. БЕК, според законот, мора да има резерви на газ и други суровини за да обезбеди топлинска енергија кон граѓаните. Второ, не треба да занемарите дека БЕК и ЕСМ веќе има договор за техничка соработка, кој што се уште во сила, во кој што ние секако можеме преку ЕСМ да влеземе. За жал, тоа што различно се толкуваат, процесите мора да бидат законити. Инсистирањето на еден од чинителите за промена на собственоста е легитимна. Ние не сме кажале дека тоа нема да се случи, но ќе се случи според законите и според сите законски процедури. И додека најсиромашните во Македонија веќе 4 месеци го чекаат пакетот помош од државата во износ од 76 милиони евра, владите во соседните држави кои се подготвија навреме за престојната зима и обезбедија струја и енергенси, на големо им помагаат на граѓаните и стопанството. Кај нас 1500 компании кои се на слободниот пазар на струја плаќаат и до 500 евра за мегават час струја во моментов. Во Србија, на пример, последната одлука е оние потрошувачи кои немаат за гарантирано снабдување, кои не се на регулираниот пазар и фирмите од одбранбениот сектор да добијат електрична енергија по субвенционирани цени од 86 до 123 евра за мегават час струја.